Добро утро, криптоентузијасти. Може да видите се наоѓаме во интересна ситуација моментално на самиот пазар. Значи, CryptoPubble е доста интересна апликација која сакате да видите каква е ситуацијата генерално на пазарот. И посебно оваа ситуација од 79,5% минус е нешто сосема поинакво надвор од овој свет, но значи е стабилизирано, тоа е најбитниот момент, затоа што моментално веќе имаме прифатено со страна на Binance да ја купи целата берза, односно FTX, и со тоа фактички да гарантира дека се што досега било вложено на самата берза ќе биде вратено. На тој начин фактички ќе биде гарантирано дека сите оние кои што сакаат да испаднат од FTX ќе испаднат без никаков проблем, со тоа што можеме да видиме дека најголемите коини се исто така многу погодени, значи на дневно ниво сме и минус 11% на биткоин, а замислете што останува со останатите. За чисто да погледнеме каква е моментална ситуацијата, ќе погледнеме на CoinGecko, ова беше чисто малку да ве разбудам, оние кои што се уште не се во текстот тоа што се случува. Значи, еве, да погледнеме моментално за оваа недела сме, како што рековме, 11% на биткоин, 17% надолу на Ethereum. BNB, значи јас мислам дека покажа многу добра издржливост за оваа ситуација, посебно со оглед на фактот дека имаше добар скок пред само некое време. Потоа можеме да видиме дека истото продолжува надолу во однос на гледаме дека не 16-10% Cardano, затоа што истото да се наоѓаше доста доле, верувам дека и затоа не изгуби многу, посебно со оглед на фактот дека имаше доста многу добри гейнери како XRP кој што моментално има логика да изгуби 16% и со тоа да падне под bull market support band-от, како што рековме. За овој коин не знам дали има поента да се зборува, но како и да е може да изненади со оглед на фактот дека чичко Елон Маск стои позади него. Polygon, иако е на 18% во минус, во последните 24 часа сепак е 11% во плюс, со оглед на фактот дека нели самиот по себе имаше многу добар напредок. Сега, она што сакам да го напоменеме. Solana, како директно милениче на менувачницата на FTX, исто така го чувствува овој притисок со минус 30% и иако имаме големи групи позади нив, како што е Digital Currency Group, мораме да видиме дали истата и понатаму ќе успее да се држи на ово место кое што моментално го има и не би ме изненадало доколку истата падне подолу на оваа листа која што моментално имаме овде, но нели останува да видиме. Сега за сега Solana и покрај тоа што имаше доста падови, се покажа како многу добар компетитор, значи се покажа како еден од оние кои што и покрај толку многу проблеми се уште е овдека во овие топ 10-15 коини. Polkadot изненадувачки само минус 5% со оглед на фактот дека имавме доста голем плюс нормално. И уште да поменеме, ова највеќе потекнува од онаа вест која што самите ја споделија дека моментално се сметаат за софтвер наспроти останатите кои што се уште не е регулирано во американска територија, за тоа уствари се сметаат дали се хартија од вредност или не. Значи доколку тоа се потврди како вистина, тоа истите верувам дека ќе имаат добар напредок уште веднаш. Значи гледаме дека истото продолжува и надолу. Прост пример, Avalanche минус 18, минус 15 Uniswap, добро, Litecoin небитна ствар, Chainlink минус 18, со тоа што е на неделно ниво минус 5 само, минус 16 Cosmos, и да продолжиме надоле, ја мислам дека само ќе гледаме катастрофа. Како и да е. Значи, прво и најбитно е тоа што мораме да заклучиме дека ова е уште една причина да веруваме дека навистина се движиме надолу кон онаа следно дно за кое што разговаравме, иако тоа се уште не е потврдено. Сега веќе имаме многу повеќе знаци кои што ни покажуваат сосема обратна ситуација на пазарот. Значи за само колку од претходното видео мое фактички ова е неполни 24 часа, каде што сите оние моментални индикатори кои што имавме претходно се сменија. Така да јас сега моментално ќе покажам која е разликата во самата техничка анализа, а потоа ќе разговараме и во однос на тоа што ни следува, затоа што не се само midterm elections, за само еден ден од денес, 9 ноември, значи на 10 ноември имаме нова стапка на инфлација, со исто така дополнителен ефект на пазарот, што мораме да поразговараме што тоа би представувало и како можеме да очекуваме, што би очекувале нормално. Сега,
првенствено ќе почнеме од самата техничка анализа, за потоа да се навратиме на оно што ни следува во овој период. Значи, техничката анализа, прво ќе почнеме од месечно ниво. Она што беше кажано на оние анализи од нашите колеги, да речем на Криптовалути Македонија, кои што беа сосема на место, значи се случи онаа варијанта која што ние очекувавме, односно како што можеме да видиме моментално, требаше да добиеме корекција на сигналната на базичната линија на месечно ниво, со што за прв пат после целиот овој bull bear market, значи од 1 април 2019 година се очекуваше за прв пат да добиеме конечно зелена точка, каде што конечно би почнале во следниот, да речем, bull market, со тоа што тоа е оно што ви кажав, сеќавате дека потребно е само неколку часа и онаа блискост која што ја имаше овдека да се раздалечи на сосема обртен правец. Со тоа што не заборавајте дека уште еднаш ќе напоменам, ако дојде до ситуација да имаме зелена точка, истата мора да се задржи до 1 декември, како би истата би била валидна. Значи се уште имаме па цели 20-21 ден во кој што значи можеме да следиме и да видиме што ќе се случи со оваа ситуација, но ќе напоменам уште еднаш, мене не ми изгледа дека тоа ќе се случи. Посебно со оглед на фактот дека сите индикатори ни покажуваат некоја сосема друга слика. Што тоа беше првиот индикатор кој што, да речеме, она спротивна група на мојата анализа очекуваше дека ќе го побутне нагоре овој бран, нели, кој што го очекуваме да предизвика фактички следен bull market, со тоа што дополнително ќе напоменам уште еднаш, го. Значи, на месечно ниво ни се појави овој символ на Blood Diamond, што се нарекува, што, чисто да ви покажам, значи претходно кога се појавил, тоа значи континуитет на даунтренд. Два пати поред гледаме дека истиот предизвика континуитет на даунтренд, истата и оваа ситуација, со тоа што мораме, ќе напоменам уште еднаш, истата ситуација, да почекаме следна свеќа во кој што овој црвен диамант би останал, за да знаеме дека овој даунтренд е потврден од самиот Market Cipher, со тоа што и сами разговаравме каде уствари се тоа беше коригирано, ќе се вратиме на неделно ниво, каде што е многу појасно, за да се види каде беше корекцијата, а тоа беше на самиот Bull Market Support Band, само да го отворам тој чарт, за да може појасно да го видите. Сите оние кои што не ги следаа нашите анализи до сега, јас би ве замолил да ги погледнете, посебно со оглед на фактот дека тие се клучни во овој сегмент да добиеме соодветна слика за тоа кај се наоѓаме во самиот пазар. Значи гледате моментално дека техничката анализа искомбинирана со фундаментална анализа е непобедлива. Посебно ако го следиме пазарот константно и ако постојано учиме за тоа што се случува моментално. Значи индикаторите сами по себе ви покажуваат, а фундаменталната анализа дополнително ви помага да оформите целосна слика. Значи гледаме она што го кажавме, дека Bull Market Support Bandот, оној кој што е потребно да биде пробиен и да успееме со ретест да се потврдиме над неговата горна граница, за да можеме да влеземе во следниот bull market, дека истиот не беше успешно пробиен. Значи, само што дојдовме на долната граница на 21 EMA, ние добивме корекција надолу, со тоа што моментално се држиме на 300 неделната средна вредност, која што знаеме дека од претходниот bear market истата представуваше дно, односно допирањето или приближувањето до истата ни представуваше фактички дното во тамошниот bear market, со тоа што тоа беше прво приближување до 300 неделна средна вредност, каде што сега, значи, ние не само што успеавме да се приближиме, туку моментално успеавме дури и да се придвижиме надолу под самата 300 неделна вредност, која што е за прв пат во историјата на биткоин да се придвижиме под оваа вредност. Сега остануваме да видиме дали истата ќе биде доволно цврста за да може да го издржи овој притисок кој што се случува со продавање постојано. Значи останува да видиме, ќе напоменам уште еднаш. Она што го кажавме гледате, значи точно го кажавме и точно се случи. Значи гледате како бранот кој што ствари требаше да ни помогне да влеземе во следниот bull market, буквално, значи заврши фактички моќта која што имаше самиот бран и гледаме дека истиот конечно не конечно, туку истиот се коригира надолу повторно и она е тоа што ние го кажавме и претходно. Значи можеме да добиеме корекција, но треба да видиме дали истата ќе биде издржана и дали истата ќе продолжи надолу од нулата па нагоре, со тоа што во оваа ситуација гледаме дека повторно имаме заблување на сигналната накај базичната линија, што може да предизвика до следна корекција. Сите оние кои што го следат и самиот сток RSI гледаме дека и овдека. Значи сигналната само што помине базичната линија, што значи корекција,
на движењето надолу, со тоа што да не забораваме дека моментално се наоѓаме на над 70, што би ни представувало дека самиот RSI е oversold на неделно ниво, што е еден од показателите кој што е побрз. Истото го добиваме и со RSI, кој што дојде до вредност од 40 и моментално се коригира повторно надолу кон 30 вредноста каде што ќе биде overbought. Извинете, oversold, горе беше overbought, извинете. Како и да е, значи можеме тоа да го погледнеме од 4 EMA и оваа граница моментално е исклучиво битна кога станува збор за 4 EMA, така да ќе мораме да видиме што понатаму ќе се случува со истата. Но јас верувам дека ќе биде пробиено со оглед на фактот дека имаме голем притисок за паѓање на цената на биткоин надолу. Битниот момент е дека конечно го пробивме претходното дно од 17,5К, каде што моментално цената падна до 17,1К. Тоа се $500 подолу, затоа што е 6 прилика, да. Значи оприлика $400 до $500 подолу, иако тоа беше многу кратко, тоа не значи дека нема да продолжи понатаму. Гледаме дека бранот на моментум, односно MACD ни покажува буквално прекршување повторно надолу. Во оваа ситуација добиваме, значи буквално тоа што го кажуваме, сеќавате дека да, имаме bull divergence, која што можеби веќе завршено со оглед на фактот дека VWAP веќе ни покажува придвижување надолу остро, со тоа што само што VWAP проби под нулата и добивме корекција на бранот на моментум надолу со оваа црвена точка, која што значи прекршување на сигналната и базичната линија. Ако истата се задржи до крајот на оваа недела, можеме да очекуваме дека ќе имаме солидно движење на цената надолу, тоа што го разговаравме. Гледаме дека како на месечно, така и на неделно ниво го добивме истиот тој крвав диамант, така се нарекува. Со тоа што, значи, она што го разговаравме, Bollinger Bandот самиот по себе е долната граница на Bull Market Support Bandот, која што исто така беше, нели, и во оваа ситуација една од оние големи пречки за движење на цената. Значи овој трейлно веќе не ни е битен, со оглед на фактот дека целата формација е завршена и нормално го поставивме обратно самиот Фибоначи, затоа што веќе немаме движење нагоре. Со моментот кога остваривме ново дно, ние фактички очекуваме дека корекцијата нагоре е завршена и дека моментално ќе се придвижуваме надолу кон следната мета, која што според Фибоначи представува околу 13.000, со тоа што ние очекуваме негде околу 13.800 да заврши оваа корекција. Останува да видиме, значи ова е само проценка во однос на индикаторите што ни покажуваат, но нормално ние нема да чекаме да дојдеме до таа вредност за да купиме. Ако се придвижиме надолу во длабокиот дел после 16 и 15.000, ние веќе ќе бидеме спремни, значи нашите, да речем, stable coins се веќе на менувачница, чекаат нормално не на FTX, чекаат да бидат искористени. Значи имаме мети, имаме идеи што да купиме, моментално останува да видиме што ќе се случи со корекцијата надолу. Значи не очекувате дека корекцијата ќе биде веднаш и ќе се случи во текот на неколку часа. Оваа корекција може да биде доста бавна и болна. Значи буквално сега ќе се вратиме назад на оној пример кој што го покажавме вчера за оние кои што не ги гледале нашите видеа. Значи доколку се вратиме на претходниот bear market, кога го формувавме дното. Значи можеме да видиме дека иако имаме капитулација, значи гледаме дека капитулацијата не се случила веднаш. Значи од моментот кога почнала да паѓа цената од претходното ниво, каде што во случајот би било, значи практично ова овде, значи ние сме го пробирали нивото и гледајте што колку сме паднале. Не само тоа, него оваа капитулација продолжила уште неколку недели. Значи ние имаме цел месец на паѓање на цената надолу пред конечно да го допреме дното. Да видиме што се случило во 2013 година на последната капитулација. Значи не зборуваме за целиот bull market, bear market, извинете, зборуваме за последната капитулација од моментот кога самите избори и понатаму, значи од моментот кога се придвижуваме надолу, значи овдека имаме дури и обратно движење во ноември, но од декември па натаму, значи до оформување на дното, гледате го. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 недели, значи 2 месеци и една недела ни биле потребни за оформување на ова дно од моментот кога цената прекршила надолу, со тоа што нормално. Ако ова било претходниот лоу, после кршењето повторно ни биле потребни 2 цели недели за да го оформиме дното.
Значи јас уште еднаш ќе напоменам, дури и да не го погодиме дното комплетно, за нас воопште тоа не е проблем, битно е да алоцираме што можеме поблиску до истиот. Значи затоа ние нема да се лакомиме и да чекаме сега да стаса цената до 10.000, затоа што не веруваме дека такво нешто ќе се случи, иако никогаш не исклучувам можноста, значи знаете дека маркетите се непредвидливи, ја мислам дека денеска беше добар пример за тоа дека маркетите се непредвидливи и дека мораме да бидеме спремни за двете страни. Значи дури и да сме убедени 99,9% дека цената би се движела во одредена насока, ние мораме да бидеме спремни и за спротивната страна, односно прво мораме да бидеме спремни да се соочиме со ризикот кој што сме спремни да го изгубиме, значи да речем делот од портфолиото доколку се предвижи во одредена насока, а второ да имаме бекап план што потоа, односно во ситуација кога вие инвестирате, вие фактички верувате во одреденото добро на долготраен рок. Така да вас не ви е проблем дали моментално тоа добро на пример ќе се коригира во краток рок, битно ви е како изгледа, значи профитот на таквото добро на долг план. Така и во оваа ситуација, значи нас ни беше буквално ризикот пресметан, дури и да не се предвижи цената надолу, ние веќе имаме алоцирано голем дел од нашето портфолио, постојано го кажувам тоа, значи јас навистина се надевам дека го следите нашиот канал детално, не само во првите 5 минути, значи идејата на видеото кога зборуваме по 1 час е да ви дадеме информации со цел да ги искористите и да научите, значи едноставно ги повторуваме постојано истите правила кои што доколку ги следите, значи можеби нема да имате огромна заработка веднаш, но ќе ви дозволи да научите како да mitigation of risk, односно да го така речено користите овие правила кои што ги имаме ние со цел да го менаџирате ризикот на вашето портфолио, односно да го намалите, да ги намалите загубите и да ги зголемите профитите колку што може повеќе, а при тоа да имате некое умерено, да речем, поставување на самото портфолио, да не мора премногу да се секирате, да не мора премногу да следите. Сега, како што кажаме, менаџирањето на ризикот на вашето портфолио е број 1 ствар која што сакаме да ве научиме, тоа што DCA, самата програма на DCA уствари тоа. Главно да го менаџирате ризикот на вашето портфолио да имате што помали загуби, а што поголеми профити, но повторно во умерено ниво. Значи ова не е со големи ризици, затоа што нормално дека со паралелно со ризикот доаѓа и профитот. Како што знаете и сами. Сега, значи од досегашната анализа гледаме дека на Market Cypher и на овој граф не очекуваме се поголем и поголем пад, со тоа што на дневно ниво е катастрофално, значи можеме да видиме дека се движи надолу. Имаме оваа bearish divergence, која што моментално е потврдена од овој локален врв и гледаме дека моментално се движи надолу. Значи inflow, outflow имаме огромен, значи money flow е негативен комплетно. Гледаме дека VWAP е, значи, најдлабоко што сме го виделе, па може да видите уште од значи скоро и да не бил до ова ниво. Сток RSI и RSI се движат надолу, имаат уште солидно време за движење и моментално гледаме дека се наоѓаме во втор ден од овој тренд на паѓање, со тоа што ја верувам дека наскоро ќе го ретестираме ово ниво на 17,5-17,6, што беше претходно ниво на кое што нели падна цената, со тоа што уште една интересна работа е овој тренд кој што го најдовме, кој што досега го движеше целиот овој бран нагоре. Значи гледате, досега имаме колку пати корекција која што била направена од овој тренд и успешно држала движењето на биткоин над ова ниво, со тоа што веќе гледаме дека истиот е пробиен, имаме следна свеќа над под него, че пред тоа не се случува уште од овој да речем тест овдека 22 септември. И повторно и на дневно ниво ги имаме 3 пати поред, со тоа што имаме два црвени Blood Diamonds и еден X, што е уствари континуација на негативното движење на оваа валута. Значи тоа е во однос на овој чарт. Во однос на овој чарт поразговаравме, бите ние само на неделно ниво. Сега интересна работа што сакам уште еднаш да ви покажам е ова. Сеќавате разговаравме за хајке наши, значи само ќе ги споредам да видите колку е голема разликата во однос на она што го разговаравме пред само неполни 24 часа. Че гледайте, беше позитивна оваа свеќа. Моментално имаме комплетно негативна свеќа која што и понатаму се движи надолу. Значи, како што рековме за самиот хајке наши, потребни се неколку свеќи за да утврдиме тренд. Овде ќе имаме само две, допирањето на долната граница на Болинџер бендот предизвика корекција надолу.
што како што кажавме, значи пробивање на bull market support, пробивање на bull market support band е да речем подвиг кој што навистина има потреба од многу луѓе нови на пазарот, има потреба од стабилен пазар пред навистина да можеме да се придвижиме над ваква граница, затоа што многу од луѓето, сега ќе ви кажам од каде ова потекнува. Значи, замислете колку трейдери во овој свет знаат за bull market support band-от. Сите тие трейдери знаат дека моментално е премногу рано за да успееме да го пробиеме. И сите од овие трейдери, фактички знаејќи дека моментално не е време за да успееме да го пробиеме bull market support band, затоа што немаме соодветна поддршка, ќе продадат секогаш кога ќе се приближиме блиску до самиот bull market support band, затоа што знаат дека ќе се коригира повторно цената, така да дури и да го следат само bull market support band-от, иако знаејќи дека е моментално рано, доволно е само да купуваат и да продаваат обратно од самата ситуација на bull market support band. Значи, доколку секогаш кога се приближуваме продаваат и секогаш кога се оддалечуваме купуваат, они ќе бидат многу во профит, со оглед на фактот дека знаат дека се уште сме далеку од соодветен потенцијал кој што ни е потребен во market cap за да можеме да го пробиеме bull market support band-от. И тоа беше една од главните работи кои што постојано ви кажувам. Сега, интересно од целата ситуација е што и DXY, например, е крајно негативен. Значи, он до сега јас очекував дека се коригира нагоре, имаше неколку обиди да се коригира, тоа не се случи. Со тоа што ќе напоменам уште еднаш дека најдовме уште една нова формација во која што моментално се наоѓа. Значи, после денешните анализи, гледаме дека истиот се наоѓа во овој канал, со тоа што прво морам да го избришам Fibonacci за да може полесно да видите. Значи, може да видиме дека од овој последен скок имавме паѓање надолу и пред да го добиеме ова дно овде, јас дури сега успеав да утврдам дека навистина станува збор за канал, кој што ако го земеме како нормална флаг, односно знаме формација, значи од моментот кога е започната оваа корекција нагоре, гледаме дека имаме корекција нагоре, го имаме ова знаме, овој канал, со што очекуваме истата да се придвижи нагоре, да го скрши и да продолжи кон новата мета. Сега нормално ова е, нели, рековме, должината на самото самиот јарбол на знамето представува уствари и горната граница на метата на оваа формација, со тоа што, значи, иако не очекувам да отиде над оваа вредност, очекувам да стаса до истата со оглед на фактот дека повторно ако ја поставиме, значи самата формација, самиот Fibonacci секвенца од најдолниот дел, каде што кога се коригиравме на долната граница на во оваа ситуација Bollinger Band-от, гледаме дека повторно ќе напоменеме дека првата мета на Fibonacci секвенцата нагоре е уствари самиот канал во кој што се движи DXY уште од почетокот на неговото постоење, чисто за оние кои што не се во тек. Значи, ова е тој канал, иако многу пати имаме разговарано за него. Значи, овој е канал во кој што се движи цената на самиот DXY, со тоа што очекуваме допирање на горната граница пред да очекуваме било каков тип на голем bear market, како што е уствари после секој допирање на оваа граница, гледаме дека имаме два масивни bear маркета, и ако го рачунаме и самиот, нели, првиот, нормално. На едно ниво, гледаме дека истиот го ретестира долната граница на овој канал, која што досега не беше скршено, останува да видиме дали исто ќе биде скршено моментално. Сега, значи, пак ќе кажам, сега моментално самиот DXY не е многу битен за следниот сегмент, затоа што притисокот кој што DXY ќе го направи со неговото растење нагоре е оној дополнителен притисок кој што нас не е потребен за конечна капитулација на биткоин, со тоа што уште еднаш да напоменеме дека ова што моментално го гледате е ретестирање на оваа бела месечно ниво кој што потекна уште од 2002 година, за оние кои што претходно ги гледаа нашите, гледате, значи 2002 тоа е последниот фактички сегмент на отпор, кој што во случајов е поддршка на цената, и гледаме дека ова е веќе втор обид за ретест на истиот, се надеваме успешен, затоа што тоа би ни помогнало во моменталната капитулација на биткоин, и на тој начин ќе ни дозволи фактички да направиме уште едно многу солидно купување на bull маркетот, нели, во случај на bear маркетот надолу. Значи, гледаме дека имаме доста сегменти кои што држат се уште, значи, цената на самиот DXY, но мораме да останеме и да видиме дали истите ќе бидат, значи, комплетно испочитувани. Сега за сега, значи, јас се уште верувам дека DXY ќе продолжи нагоре, посебно, значи сега ќе напоменеме и зошто, само пред да продолжиме.
Исто, многу интересна работа, што сакав да ја кажам, јас вчера го напоменав тоа и се надам дека навистина обрнавте внимание. Значи, кога имаме short squeeze, гледате како оваа ситуација, што рековме дека ќе се случи, ќе дојде обратна ситуација во која што ќе имаме long squeeze, затоа што многу од луѓето веруваат дека биткоин и останатите криптовалути влегуваат во bull market, што по фундаментална анализа е невозможно со оглед на фактот дека целиот свет е моментално во криза. И се случи буквално тоа што ви кажував. Значи, гледате што се случува. Вака треба да изгледа соодветен long squeeze во кој што, значи гледате како моментално се распоредени сумите на повеќе, значи менувачници, како што е во случајов, гледате, имате 220 милиона на Binance, FTX 130, OKX 117 и понатаму по 70 на овие помаливе. Значи, идејата е дека овака треба да изгледа соодветна ситуација во која што имаме, нели, long squeeze кој што е предизвикан на самиот маркет, пазарот. Додека за разлика од тоа, овие каде што имаме исклучиво движење на капитал само на FTX, не може да ми кажете дека тоа не е манипулација. И мислам дека оваа манипулација е дел, односно една од причините поради кои што се случи она што се случи, односно FTX стана како да кажам, милениче на Binance, што ми е многу мило. Сите оние планови на тој бушавиот за да направи хајџек на целиот пазар на Америка, мислам дека пропаднаа во вода, со оглед на фактот дека Сизи не е таков, барем до сега не се покажал. И се надеваме дека Binance ќе направи подобра работа со FTX, нели, за разлика од досегашните газди. Нека им се среќа. Како и да е, значи ова е long squeeze кој што ви го кажував, што уствари е кога сите овие long позиции ќе бидат ликвидирани и ќе бидат принудени, значи поради притискање на цената надолу, да се активираат стоп-лосите на сите овие long позиции кои што се поставени. Значи моментот каде што претпоставувам дека сите ги ставале long позициите најчесто е овде. И во првиот момент кога ќе се допре оваа цена и ќе почнат да се активираат сите стоп-лоси, фактички и понатаму имаме ликвидирање на портфолија каде што е автоматски, значи сите овие портфолија споради стоп-лосот продаваат на пазарот. Имате уште поголем притисок надолу, што јас верувам дека се уште трае, иако моментално во волуменот на менувачниците не се покажува. Само да направам уште еднаш. Не е битно. Да видиме со рефрешот дали моментално имаме некоја друга ситуација. Не. Значи, се уште волуменот на денешниот ден е многу мал, но да не се лажеме, значи моментално сум само неколку сати во новиот ден, останува да видиме што ќе случува во текот на следниот ден. Како што рековме, од претходните два примера на bear market, она последна капитулација трае понекогаш и по неколку недели, така да не можеме да очекуваме дека сега се случи во еден ден. Значи, нели, никој не би ми изненадило, затоа јас на пример останав цела вечер да го следам се тоа. Но во секој случај, нели, паметно е да се следи, затоа што нема логика да го следите целиот овој пат, да го најдете, да го анализирате и на крајот да го пропуштите моментот кога треба да купите, тоа би било жал. Како и да е, значи моментално гледаме дека се уште е рано за да можеме да разговараме за следен long squeeze. Значи првиот беше успешен, гледаме дека е доста голем и направи многу штета на пазарот, што нас не одговара. Сега, значи, зошто реков дека DXY, очекувам дека ги се движи нагоре, значи сега моментално ќе напоменем уште еднаш повторно две од причините, а тоа е првата, како што рекувам, самите midterm elections, со тоа што јас очекувам дека многу од луѓето во Америка ќе ги ликвидираат своите позиции во хартии од вредност и останати добра и ќе се постават себе си во долар, затоа што истиот е моментално многу постабилен. Буквално една од главните причини е тоа што, како што можеме да видиме, самата трка во Америка моментално е многу нестабилна. Гледате дека разликата е само по едно седиште за републиканците и демократите во Сенатот, во House of Representatives. Добро, овдека ги шинале, сега дори видов, тоа сега не беше така. Значи им бегаат со башала, им бегаат со 40 седишта. Governors, јово беше 11-12, сега е 19-11, добро. Значи и со гувернери на држави им бегаат, но се уште е рано со оглед на фактот дека има уште доста, нели, држави кои што се уште не е завршило гласањето. Како и да е, мене ако прашувате, е републиканска влада во мислам, иако, нели, во случајов нема да биде влада, ќе биде фактички самите два дома ќе бидат предводени од републиканци. Тоа би било крајно лошо,
затоа што имате претседател кој што тегне на една страна и имате републиканско се што тегне на друга страна, што би ја блокирало моментално државата, затоа што секој од овие две страни кој што ќе успее да добие и да направи нешто позитивно е уствари поен кој што го користи со цел негов реизбор. Во оваа ситуација кај што имате една страна владее со едниот дел од, да речем, изворите на моќ во државата, а другата страна владее со претседателот се исто, кој што е исто така многу моќно во Америка. Значи тоа е нешто што ќе биде доста интересно. И ако го земате Сенатот, тоа ќе биде кланица. Како и да е, значи иако изборите нема нешто многу да ни сменат, ќе сменат во однос на тоа што, значи ако имате само една или само друга страна, ќе биде многу еднострано, посебно во однос на донесувањето на регулатива, затоа што мене тоа ми е најбитно во однос на Мурика, а тоа е прво кого ќе го одберат да биде одговорен на регулативата, односно кој ќе ја спроведува оваа регулатива, дали ќе биде тоа комисијата за хартија од вредност, која што никој не сака да биде, или ќе биде комисијата за суровини, која што се очекува да биде, но не е ништо додека не е одлучено. И втората работа е самата регулатива, односно дали ќе биде пријателски настроена или не. Со падот на FTX, јас мислам дека онаа лоби група сега моментално ќе се подразмисли кого го зема на нејзина страна, така да останува да видиме и за тоа, затоа што ова лоби група беше буквално предводена од самиот Сем Бенкман-Фрид, кој што мислам дека ќе му го заборавим името многу брзо, со оглед на фактот дека го ликвидира. Значи, само уште еднаш сакам да покажам. Да, FTT. Значи, веќе е 8% паднат после 75, кој што беше до пред неколку часа. Сега, значи, нови 8% е паднат надолу. Целите пазари гледаме дека повторно се придвижуваат надолу солидно. Уште еднаш ќе напоменеме, значи очекувам биткоин да дојде до соодветно ниво пред да размислувам да купувам било каков тип на алткоини. Сега, ова е во однос на самите избори, кои што нормално, како што кажавме, носат нестабилност на пазар. Но уште поголема причина за на некој начин страх на пазарот е следната стапка на инфлација, која што се очекува во утрешниот ден, зашто нормално ќе следиме повторно, со оглед на фактот дека оваа инфлациона стапка ќе биде донесена во утрешните часови, така да од досегашните резултати, значи јас уште еднаш ќе напоменам како се тоа функционира, затоа што пак ќе кажеме имаме доста нови членови, јас гледам дека бројките моментално се зголемуваат повеќе за разлика од претходниот период, така да имаме доста нови членови кои што не се запознаени, значи пред да продолжам понатаму би ве замолил да ги погледнете едукативните видеа на нашиот канал, значи многу едноставно, само треба да отидете на првата плейлиста, која што е основни на техничка анализа, каде што буквално се е наредено по ред и сите оние бројки кои што ги гледате, само да го изследите или самите предлози во видеата, се е така тактички наместено, за да може да постојано продолжите и да следите самата обука, со цел да може да ги разберете овие работи кои што моментално ги зборуваме. Така да ќе ве замолам уште еднаш, значи сите оние кои што не го направиле тоа нека го направат, со цел да можат да следат нашата техничка анализа многу посоодветно, како и оваа фундаменталната, каде што детално објаснуваме што е инфлација, како реагира, како Федералната резерва се обидува да се заштити од истата и слично. Значи на кратко, повторно ќе кажам, за жал за оние кои што ги гледаат нашите видеа постојано, можеби треба да поминем преку овој дел повторно, но како што кажав, уште еднаш имаме многу нови луѓе кои што не се запознаени со овие моменти и ќе мораме да ги напоменеме со цел на сите да им биде јасно зашто станува збор. Значи, уште еднаш, инфлацијата во оваа ситуација ни представува сила која што ја намалува вредноста на доларот и ова потекнува од моментот кога во 2019-2020 година имавме огромно принтање на пари во Соединетите Американски држави, каде што ова принтање беше наменето затоа што знаете и сами, без златната резерва, државите може да принтаат колку сакаат моментално долари, кои што како такви се принтаат, значи буквално на одговорност на самата Федерална резерва овдека, како што во останатите држави се устварени централните банки. Сега. Ваквото принтање, значи во моментот нормално не се приметува, но понатаму, значи како овие пари влегуваат во системот, они ќе направат првенствено подем на самата економија, затоа што се повеќе и повеќе пари имаме на економијата и во оваа ситуација кога тоа се случува, значи имате банки кои што даваат се повеќе кредити со многу помали каматни стапки и во тој момент имате подем. За само малку време после тоа, значи во случајот 2019-2020, значи 2 години подоцна, ние имаме една од најголемите инфлации во историјата на Америка.
Значи доколку се вратиме на овој чарт и ја погледнеме инфлацијата, моментално е на 8,2%, со тоа што само момент што направиме. Да, логаритмички не била представена, значи како и да е. Моментално се наоѓа на 8,2% и гледаме дека претходен пат кога тоа било во 80-тите, овој голем двоен арк кој што го имаме овдека, со тоа што ќе напоменам уште еднаш, значи во тој момент Федералната резерва ги користела истите инструменти, а тоа е фактички користењето на каматните стапки со цел да го намали фактички да ја намали количината на долари и на тој начин да ја зголеми нејзината вредност, а со зголемувањето на доларната вредност фактички да ја намали самата инфлација. Нормално. Сега, за да се случи тоа, значи како што разговаравме претходно, тие мораат да стават каматни стапки, кои што како такви фактички ја рестриктираат економијата и ја предизвикуваат истата да се намали. Односно, кога имате каматни стапки, истите фактички се нанесуваат на сите оние нови испринтани пари кои што ќе бидат дадени на комерцијалните банки, за потоа истите да ги дадат на своите клиенти, каде што се физички лица, правни лица, држави, монетарни фондови и слично. Со тоа што кога ова се случува, фактички вие колку повеќе каматни стапки додавате на Федералната резерва, толку повеќе и комерцијалните банки мора да ги дигнат сопствените каматни стапки со цел да можат да направат профит, затоа што комерцијалните банки фактички прават профит од разликата помеѓу онаа камата која што треба да ја дадат на Федералната резерва или централните банки во зависност од тоа во која држава, и онаа камата по која што они ги даваат овие пари на физичките правните лица, монетарните фондови, државите и слично. Со тоа што Федералната резерва немаше никакви каматни стапки во последниот период и поради тоа, нормално комерцијалните банки се навикнати да едноставно добиваат пари без никаква потреба да вратат назад, со тоа што моментално, затоа што оваа каматна стапка е флексибилна, Федералната резерва одлучува колку да ја покачи и сите оние пари кои што веќе се земени од страна на комерцијалните банки сега треба да се вратат според новата камата, која што доколку погледнеме на DXY индексот, односно ако погледнеме на дневно ниво, моментално изнесува 4%, со тоа што се очекува уште да расте и имавме на сите 1 или 2 месеци периоди по 0,75 со искочок на првата која што беше 0,25 и во оваа ситуација ваквото покачување на каматните стапки донесе до ситуација каде што сега сето оно што било земено од Федералната резерва треба да биде вратено од страна на комерцијалните банки со 4% камата, со тоа што нормално, што ќе биде земено во иднина, исто така ќе биде вратено со оваа камата и на тој начин фактички се принудуваат комерцијалните банки уште повеќе да ги зголемат каматите по кои што они ќе ги даваат сопствените кредити, а со тоа ставаат рестрикции на економијата затоа што никој нема да се одлучи например да прави експанзија сега, например да отвара нови погони, бизнис, да купи кола, стан, моментално е да речем таков период во економијата каде што се очекува луѓето да се воздржат и да заштедат со цел да почекаат ова да престане како ситуација, како економска криза, па потоа кога ќе се намалат овие каматни стапки, истите да повторно се вратат на пазарот и да поземат по многу подобри услови. Сега, проблемот што е? Што она што го разговаравме во претходното видео за Федералната резерва, Федералната резерва веќе кажа дека дури ниво декември не очекува, прво, очекува да ги зголемува и понатаму каматните стапки, а второ, и ако тоа го прави, ќе го прави со повторно, големи стапки како што е 0,75. Со тоа што се уште не е потврдено дали ќе биде 0,75, самата Федерална резерва, односно Пауел, председателот на канцеларот на самата Федерална резерва, кажа дека ќе морат да ги разгледаат, оние индикатори кои што ги земаат предвид, се да одлучат колку ќе биде следната, rate hike, односно следната каматна стапка. Сега, ние овдека имаме, некоја проценка произволна фактички, затоа што ова е од сите оние кои што тргуваат моментално на пазарот, дали се тоа физички правни лица не е битно, каде што на investing.com е направен пол во кој што постојано се гласа со цел да се види што е очекувањето од луѓето кои што тргуваат за следниот Fed митинг и за следните rate hikes. Тоа е имаме 48% кои што очекуваат да порасне за 0,75 повторно и околу 52% да порасне за 0,5%. Со тоа што јас верувам дека повторно ќе биде 0,75, сега ќе поразговараме зошто.
Значи има првенствено пред да продолжиме понатаму, значи сакам уште да напомена дека Федералната резерва на претходниот состанок на пресконференција, значи овој представник нејзин, излезе и кажа дека моментално економијата е наклонета кон нивната политика на и понатамошно дигање на овие каматни стапки, првенствено. Второ, онаа молба која што беше доставена од Обединетите нации до Америка да престанат или да ги намалат каматните стапки беше одбиена, со тоа што ова лице Пауел кажа дека понатаму очекуваат да продолжат со каматни стапки затоа што, како што кажа тој, стабилна економија во Америка е во интерес на глобалната сцена, што генерално е така затоа што за жал американскиот долар од 70-тите наваќе представува резервна валута со Бретон Вуд договорот, каде што фактички на целата економија во целиот свет се базира на трговија, базирана на било каков тип на трговија во спротивност во доларна вредност. Значи сите овие држави во светот, освен со некои честни исклучоци, како што е на пример Кина и Русија, кои што моментално помеѓу себе буквално тргуваат во сопствените валути, значи останатите се базирани на оваа светска валута. И на тој начин фактички целиот свет страда поради несоодветната политика која што моментално се случува во Америка. И тоа беше втората точка која што каже дека не го интересира ниту па неговата држава затоа што се случува во светот, нив ги интересира што се случува во Америка и дека целиот свет мора да почека додека не се среди американската ситуација, за жал, че тоа е лицемерие. И трета и многу битна работа е тоа што и самиот кажа дека до декември не ни размислуваат за евентуално намалување на каматните стапки со кои што се зголемува и понатаму генералната каматна стапка на оно што се дава од Федералната резерва, значи глобалната каматна стапка. Така да јас затоа и реков, очекувам да биде повторно 0,75, посебно со оглед на фактот дека сите знаеме и постојано испаѓаат истото ова лице, овој Пауел, Джером Пауел, и истото постојано кажува дека тие се двата основни индикатори кои што ги гледаат со цел да одлучат што понатаму ќе се прави, односно која ќе биде каматна стапка која што ќе биде поставена на следниот состанок. Значи да напоменеме долгиот план кој е. Значи не само што ги качуваат, туку дури во моментот кога ќе дојдат до ситуација да кажат дека е доволен процентот на каматна стапка кој што се дава на сите следни средства кои што се вадат повторно, новите доларни вредности кои што се принтаат, значи ова каматна стапка ќе биде и задржана во соодветен, да речем, временски период со цел да предизвика паѓање на инфлацијата. И ќе напоменем уште еднаш, ова потекнува од страв кој што моментално им е многу добро познат од овој момент, овој период во 1980-тите и 70-тите години, каде што поради неспособноста на тогашната Федерална резерва, значи имаме прво коригирање требаше да ви покажем инфлацијата, извинете. Значи прво коригирање на инфлацијата, значи во текот рековме на 70-тите и 80-тите, кога имаме неконтролирана инфлација, со оглед на фактот дека инфлацијата на американското тло, значи според мисијата на Федералната резерва треба да биде задржана на 2%, значи тоа е максималната која што би била задоволителна за овој орган, што е нели нормално. Колку е поголема инфлацијата, толку е помала вредноста на вашата валута. Значи имаме прво растање на оваа инфлација до 12,3% за понезината корекција, затоа што нели биле ставени соодветни каматни стапки, они ги повлекле каматните стапки и имаме повторување на оваа каматна стапка, на оваа инфлација до 15%. Поради оваа ситуација, значи истите кажуваат дека од кога ќе бидат поставени овие каматни стапки, кои што се верува дека тоа ќе биде 5%, значи истото ќе продолжи се додека не успеат да вратат инфлацијата на соодветно ниво од 2%, или додека невработеноста на американското не постигне ниво кој што нив не им е задоволително. Сега ќе кажеме што уствари тоа представува и зошто е тоа битно. Значи, Федералната резерва при одлучување за тоа како ќе се постави на следниот состанок, зема во предвид два фактори, меѓу кои првиот конечно го имаме соодветниот репорт за да можеме да разговараме, а тоа е невработеноста во Америка, а вториот ни е самата инфлација за која што ќе добиеме информации утре. Сега, да почнеме прво од значи ова е фактички цела приказна која што се склопува во текот на еден месец, а во текот на наредниот месец Федералната резерва одлучува што да прави со истата. Зошто е тоа така?
Значи, во текот на овој месец на 4 ноември ние веќе добивме извештај за невработеноста во Америка, но истиот се уште не беше соодветно обработен за да можеме и ние да го префрлиме до вас. Значи, јас го најдов официјалниот извештај од самото биро на Labor Statistics на Америка, каде што најбитниот момент ни е што? Дека претходно падна за 0,2, сега моментално се качи за 0,2% невработеноста во Америка на 3,7, со тоа што оприлика 306.000 лица, од 306 до 6 милиона, оприлика ова е груба некоја пресметка, ги изгубиле својата работа. И, значи, интересното што е, значи, ова е многу битен момент. Вели, значи, стапката на невработеност се движи од 3,5 до 3,7% уште од март па наваму. Значи, може да погледнете дека тоа е вистина, значи, UN rate, тоа е уствари unemployment rate, значи гледаме дека уствари тоа е вистина, сега ќе покажам зашто. Значи, ова 4% е уствари за разлика од инфлацијата, значи процентот на невработеност во Америка кој што исто така е една од одговорностите на Федералната резерва, е зацртано да биде под 4%. Се над 4% представува проблем за државата и истите мораат да реагираат соодветно. Со тоа што обратно пропорционално, кога имаме невработеност во државата, значи истите би ги укинале каматните стапки со цел да ја инсентивизираат економијата, а на тој начин да ја намалат невработеност. Односно, значи кога имаме поголемо притање на пари, имаме помали каматни стапки по кои што Федералната резерва ги дава овие пари на комерцијалните банки, и комерцијалните банки се повеќе инсентивизирани за помала каматна стапка да ги понудат овие како кредити на физички правни лица и останати, а колку се помали каматните стапки на кредитите, толку повеќе овие физички и правни лица се склони кон, речеме, отварање на бизнис, вработување на нови луѓе, отварање на нов департмент, ме разбирате? И на тој начин фактички ја намалуваат невработеноста на пазарот. Значи, затоа моментално, кога ќе видиме дека уште од март, значи имаме 3,6 и моментална невработеноста се движи од 3,5 до 3,7 во овој рейндж, имаме се уште голем процент на невработеност кој што треба да биде исполнет пред да можеме да разговараме за било каква рестриктивна политика во однос на rate hikes на Федералната резерва. Значи, премногу сме рано со оглед на фактот дека ова е првиот од двата индикатора кој што им битен, односно ова им покажува дека економијата е се уште доста јака и дека моментално ваквата економија која што има толку низок степен на невработеност е сосема солидна, значи се уште е отворена за вработување, се уште, значи нели истата моментално се развива. Значи тоа е првиот чекор, односно првиот сегмент кој што ќе им покаже дека треба да запрат или да забават со rate hikes, додека тоа е значи првиот, како што рековме овде, оваа графа, додека втората е самата инфлација. Со тоа што ова е стапката на CPI инфлација, односно ова е популарната инфлација, како и секогаш ќе напоменеме уште еднаш. Има две основни ставки кои што моментално Федералната резерва ги зема во предвид. Првата ни е CPI инфлацијата, која што ги зема во предвид, значи во текот на претходниот месец. Цените на услуги, добра, суровини, значи се буквално во предвид се зема и во однос на средната вредност на сите овие инфлациони вредности од секој од овие посебни сегменти, ние дава групната инфлациона вредност за претходниот месец на целата територија на Америка, додека за разлика од тоа имаме втор степен, односно различна инфлација, која што се нарекува кор инфлација, која што во пресметувањето на истата ги зема сите овие добра со исклучок на храна и гориво. Значи, знаеме и сами зошто, затоа што самите храна и гориво моментално се најнестабилни на пазарот и како такви предизвикуваат инфлацијата да покажува сосема поинакви информации, а можеме тоа да го видиме овде. Значи, просто да споредиме моментално каква е графата на инфлација на добра услуги и суровини и слично, кои што не ги поседуваат во себе цените на храната и на горивата, кои што се исклучиво волатилни во овој период каде што имаме практично борба за енергенси во Европа, каде што имаме европски континент кој што моментално претходно, значи сите овие држави кои што се снабдувале со, да речам, течен газ од Америка или од останатите големи снабдувачи, сега моментално се во каде што претходните сиромашни држави кои што успевале да добијат, да речем, течен газ од овие компетитори кои што не се Русија по некоја одредена цена, сега моментално се елиминирани од пазарот затоа што Европа
е многу поспособна, како да речем унифицирана зона од 28 држави, да ја победи цената на било која од овие посиромашни држави и на тој начин истата ја крива цената толку високо, не само што ја крива цената, туку ги зема сите ресурси од овие земји, истите моментално се оставени да наоѓа нови извори, да речем, на енергија, а замислете, зборуваме за држави во развој. Значи, тоа е она банална ситуација која се случува моментално во светот. Со тоа што, значи, тоа е една од причините во која што можеме да видиме дека енергенсите се со крајно нестабилна нели, моментално цена. Сега, доколку го смениме тоа на самата инфлација, значи ова е CPI инфлацијата за која што разговаравме, и ја споредиме истата со самата core инфлација. Значи, гледаме дека core инфлацијата претходен врв направила во текот на март месец 2022 година. Со тоа што имаме корекција и моментално имаме нов врв повисок за 0,1% од 6,6% вкупна инфлација. Додека, ако го споредиме тоа со CPI инфлацијата, гледаме дека врвот е постигнат во јуни 2022 година, значи гледаме дека ово е тој период на нестабилност од март до јуни кој што ја дига оваа инфлација на CPI многу повеќе за разлика од core инфлацијата, буквално поради овие две. Со тоа гледаме дека моментално инфлацијата на CPI е во пад од јуни, пад до моментов во септември, додека за разлика од тоа core инфлацијата е во раст од јуни па до септември. Значи гледате, буквално сосема спротивна слика ви дава кога ќе ги дозајдете овие два ресурси на самата инфлација. И затоа, значи, Федералната резерва со право вели дека они многу повеќе обрнуваат внимание на core инфлацијата за разлика од CPI инфлацијата, затоа што во оваа ситуација core инфлацијата им дава многу пореална слика на сите останати ресурси кои што се во случајов земени во предвид и на тој начин затоа и повеќе обрнуваат внимание на овој индикатор. Сега, кога би ги земале овие два индикатора, значи иако имаме пад кој што е моментално доста забавен, значи гледаме дека падот забавува од 9,1 се предвиди 8,5, тоа е 0,6. Потоа имаме 0,2, па 0,1, значи гледаме дека падот постепено забавува, што значи дека инфлацијата може да се влоши во следниот период, посебно со оглед на фактот дека core инфлацијата веќе е во пораст и е во нов локален хај. Значи, поради овие две причини и моментот дека се уште, значи, невработеноста во Америка е под она ниво кое што е битно, а тоа е под 4%, значи, Федералната резерва ги има сите причини и сите економски фактори кои што и се потребни за и понатаму да продолжи и да ги качува каматните ставки. И уште еднаш ќе напоменеме, значи самата излезе и кажа дека до декември не ни размислуваат за потенцијално враќање на каматни, значи забавување, а не повраќање, со тоа што кажа дека во декември ќе седнат и ќе почнат да размислуваат што понатаму во следниот период со оглед на фактот дека 2023 година се уште немаме распоред, затоа кога ќе има состаноци, значи во декември 13 и 14 овие два податока, односно со оглед на фактот дека и утре ќе добиеме податок, ќе бидат одлучувачки фактори за тоа колку ќе биде следната каматна ставка. Но за тоа потоа моментално треба да се фокусираме на овој момент, со тоа што ќе напоменам уште еднаш. Оваа капитулација која што добивме, забрзана од ликвидацијата на FTX, која што моментално мислам дека ќе забави поради тоа што Binance се нафати да ја купи оваа менувачница, се надевам дека тоа ќе биде успешно со цел да не добиеме комплетна значи недоверба во нашиот сектор од страна на новите луѓе кои што доаѓаат. Подпомогната од нестабилноста која што моментално доаѓа од изборниот циклус во Америка, кој што како кажавме два пати досега ни представува, значи веднаш после изборниот циклус сме трнале кон самото дно на тогашниот крипто bear маркет, значи два пати поред во 2014 и во 2018 година. Значи затоа и во 2022 нормално и самата инфлација би била уште поголем катализатор на овој пат на сите криптовалути надоле, како и на традиционалните пазари, доколку, значи уште еднаш ќе напоменеме, имаме три ситуации кои што може да се случат во однос на тоа што очекуваме од самата core и CPI инфлација во текот на утрешниот ден. Доколку добиеме, значи уште еднаш ќе напоменам, секој паѓање на инфлацијата, прво на CPI надолу, која што ќе биде значителна како овој пат од 9,1 на 8,5, да речеме 0,6%, значи се околу 0,6-0,5 или повеќе од тоа, би било одлично и би донело помалку страф на пазарот, односно луѓето ќе почнат да мислат дека ете,
конечно инфлацијата е заоблена, од овој момент ќе се очекува нели Федералната резерва да ги намали стапките кои што ги качува или можеби да одлучи дека само ќе ги задржи овие кои што моментално ги има. Значи тоа би било одлично за пазарот и би значило нели забавување на падот, како и можеби некоја блага корекција нагоре. Доколку добиеме CPI инфлација која што моментално е, да речеме, од 8,3 на 8,2, 8,2 на 8,1. Тоа е повторно страф на пазарот, затоа што гледаме дека немаме пат колку што се очекува, значи нели да се забрза овој пат надолу, како што беше тоа кога се качуваше оваа вредност. Значи зошто е тоа така? Затоа што во случајот кога имаме мал пат на CPI инфлацијата, тоа значи дека Федералната резерва и понатаму мора да продолжи со значително зголемување на каматните стапки за да предизвика пад на инфлацијата, затоа што ова е како ловење во темница. Значи, вие фактички не знаете колку треба да зголемите, затоа што не знаете како тоа ќе реагира на пазарот. Значи, инфлацијата сама по себе е предизвикана од многу фактори и вие мора навистина драстично да превземете чекори на пазарот со цел да ја намалите и да се надевате дека овие чекори се доволно, како и да ги држите, како во оваа ситуација каматната стапка, да ја држите во соодветен период додека инфлацијата не се врати под контрола. Истата ситуација би била и со кор инфлацијата, со оглед на фактот дека истата е во пораст. Значи, доколку добиеме пат, и кој што тој пат би бил, да речем, солиден како 6,6 на 6,3 или можеби дури и повеќе, тоа би било одлично со оглед на фактот дека самата кор инфлација не скака и не паѓа толку многу како и самата CPI инфлација, поради нестабилноста која што нели е извадена од овој пазар, со оглед на фактот дека се извадени храната и горивата. Значи 0,3 би било солиден пат од 6,6 да се врати на 6,3, за да може, например, да се намали стравот на пазарот и да се очекува дека на следниот состанок Федералната резерва ќе биде поблага во однос на она што ќе го донесе како одлука на тој состанок. Додека истата ситуација следува и кога, например, оваа би паднала само за 0,1%. Значи, тоа е недоволно. Значи, поентата е дека треба да имаме солиден пат за да може да се убеди фактички Федералната резерва дека се на прав пат и дека се приближува до потребната каматна стапка за да може да ја бутне оваа инфлација. Односно, поентата е што Федералната резерва мора да жонглира помеѓу каматна стапка која што нема да ја бутне инфлацијата, истата ќе стане entrenched, односно ќе остане и ќе се развие и луѓето ќе почнат да се навикнуваат на неа, и обратно, доколку премногу голема каматна стапка стават и ја вратат инфлацијата, но во исто време ја повредат многу самата економија, односно направат рецесија, а потоа и депресија од ваквата економија. Значи, тоа се двете екстреми кои што може да се случат, затоа Федералната резерва мора да биде екстремно предпазлива, да направи некоја средина во која што нема премногу да повреди економијата, а ќе успее да ја врати инфлацијата на она барана стапка од 2%. Но тоа е скоро невозможно и јас верувам дека значи за разлика од претходната ситуација, верувам дека ги стават премногу каматни стапки и на тој начин ќе ја повредат економијата. Значи тоа е она што во Америка се нарекува hard и soft landing, во кое што нели политичарите, како и сите други во оваа ситуација во Федералната резерва, убедуваат дека немој да се секирате. Прво беше не се секирате, оваа инфлација е миллива, ова е само моментална инфлација, нема шанси да се качи. Второ беше, не се секирајте, ова нема да биде проблем, ние знаеме што да правиме, да се справиме со инфлацијата, нема да има рецесија, значи се ќе биде во ред. Има рецесија. Значи два квартали поред има негативна вредност на својот GDP, што значи дека се веќе во рецесија, а ревеле дека нема да биде рецесија. И третиот и најдобар момент е не се секирате, че она hard и soft landing, значи буквално економијата е загрижена и постојано гледа како водилка на овие Федералната резерва, односно дали ќе има hard или soft landing, односно дали се уверени дека нивната политика на промена моментално на овие командни стапки ќе доведе до soft landing, односно нема да биде скршена економијата, со тоа што нели ќе биде овие рестрикции преголеми и ќе дојде до невработеност, ќе дојде до рестрикција на монетарната политика која што буквално ги храни овие компании. Нормално велеа дека не се секирајте, ние имаме соодветен план, тоа ќе биде soft landing, никој нема да го почувствува. За сега да се смени целата реторика и да кажуваат како да ќе биде hard landing, се трудиме, но се гледа дека тоа нема да се случи нормално. Значи сите го знаеме тоа. Значи тоа е онаа стандардна политичка шема во целиот свет, така и во Америка, ништо различно. Значи буквално правете се обратно од она што кажуваат и ќе бидете сосема точно, значи на место ќе бидете. Сега, значи ќе напоменам уште еднаш.
Ова беа двете ситуации во кои што имаме незначително поместување нагоре или надолу, да речеме 0,1 или 0,2%, и значително поместување надолу, кој што е крајно позитивно. Додека значително поместување нагоре било најлошата варијанта, што ќе добие, значи, овој пат турбочарч, и на пример ако добиеме од 8,2 сега на пример 8,6 овдека, и ако добиеме овдека од 6,6, не знам, 6,9, очекувајте дека веднаш пазарите ќе паднат драстично со оглед на фактот дека ова ќе донесе страф на пазарот и на тој начин ќе предизвика, значи, очекување Федералната резерва да зголеми каматна ставка дури можеби и повеќе од 0,75 и повторно да смени целата политика на можеби ќе треба да разгледаме дали конечно да намалиме со каматните стапки на продолжуваме и понатаму што повеќе. Така да имајте го тоа во предвид, значи тоа е битниот момент кој што мораме да го земеме во предвид во однос на самата каматна стапка која што ни претходи на 10 ноември и тоа беше една од главните работи кои што морав да ви ги представам затоа што многу од вас веќе заборавија дека не е само изборите во Америка, туку и самата каматна стапка и ова приказно со DXY индексот и понатаму продолжува, односно оттаму се враќаме повторно на самиот DXY индекс, каде што доколку добиеме значи голема каматна стапка, очекуваме, голема инфлациона стапка, очекуваме дека и понатаму Федералната резерва ќе продолжи со ставање на rate hikes, кои што како такви ќе предизвикаат растење на доларната вредност нагоре. Повторно, со тоа што она што го спомнавме во денешното видео од нашиот соработник Иван е дека досега од она што го видовме, значи ни се потребни отприлика околу 33 дена од секое дно кое што е моментално воспоставено од првиот пат кога имавме 0,75 за да само да го покажеме тој момент. Значи за да добиеме нов врв ни биле потребни 33 дена после секоја 0,75 стапка за да добиеме нов врв. Значи после секое дно од 0,75 стапка, значи исто и оваа ситуација, че да погледнеме она што го разговаравме. Значи гледа, ова е највисоката свеќа на 33. Со тоа што моментално, ако ова е дното, значи она што и самиот наш соработник го спомна, ако ова представува дното конечно, значи 33 дена би представувале во случајов момент. 26 декември, тоа е практично 13 дена после состанокот кој што треба да се одржи на 12 и 13 декември. Значи, сакам да кажам дека доколку конечно утврдиме дно и ова навистина се покаже повторно како досега, значи негде околу практично пред нова година би очекувале најголемиот и после можеби пуш на DXY индексот нагоре. Сега останува да видиме дали ќе биде тоа така, значи тоа не го менува фактот дека можеби DXY индексот ќе се коригира надолу, но јас тоа не верувам дека е така, посебно со оглед на фактот дека навистина Федералната резерва и понатаму продолжува да го бутка овој индекс нагоре, затоа што колку е поголем овој индекс, толку ќе се намали повеќе самата инфлациона стапка. Значи тоа е оприлика оно што имавме да го кажеме, ќе напоменеме уште еднаш дека ликвидациите ќе ги следиме повторно, затоа што овие лонг ликвидации не значи дека ќе престанат овде, може да траат неколку денови. И да напоменеме уште една работа кога би го погледнале волуменот, значи ова е волуменот кој што ни покажува капитулација. Значи ако погледнеме како изгледаат оние свеќи кога имаме масовен пад, значи ако го споредиме ова на пример со падот во само да го најдеме, че падот во 2019 година, мислам дека промашив, на момент. На дневно ниво ќе биде многу повидлив, дори на неделно ниво, само момент. Сакам да ви покажам дека и волуменот исто така ни покажува кога се наоѓаме блиску до одредено дно, односно одредена капитулација, чисто да ви покажам, значи гледате. Она и претходно го разговаравме, само гледате. Гледате, значи имаме намалување на волуменот и наеднаш имате огромен волумен кој што представува капитулација. Верувам дека тоа ќе биде исто и овде, само да ви покажам, значи гледате. Иако овој волумен е се уште мал, тоа значи дека може да добиеме уште поголема свеќа која што би представувала како ова овде од самиот Тера Луна. Момент, значи добие можеби уште поголема свеќа која што ќе представува конечна капитулација на овој маркет. Значи тоа е дното кое што го очекуваме. Гледате овде. Ќе напоменеме дека тоа се случувало постојано, значи секогаш кога имаме намалување на волуменот,
имаме капитулација или доколку се наоѓаме блиску до bull маркетот, обрат, значи се намалува волуменот, се додека не дојде до ситуација каде што некој ќе предизвика ваков тип на ликвидација, гледате исто и овде. Гледате. Значи имаме пат за последната капитулација да представува најголема свеќа со најголем негативен волумен, што нели е она што ние моментално го очекуваме во оваа ситуација, но се уште мислам дека е рано, затоа што како што можеме да видиме, двете свеќи кои што досега беа дно на претходните два bear маркета се доста поголеми од моменталната, но моменталната не е завршена. Не забравяйте дека во оваа недела имаме уште доста време, значи моментално се наоѓаме во среда, а имаме уште, значи со среда 4 дена вкупно, така да оваа свеќа може да биде многу поголема, останува да видиме дали тоа ќе се случи, нели во однос на волуменот, но ова е еден од показателите дека тоа има шанса да се случи со оглед на фактот дека сите овие ликвидации влегуваат во тој волумен на трансакции и истите да помагаат да се зголеми, да речем, ова свеќа на волумен со цел да видиме таква огромна свеќа на волумен на капитулација на пазарот конечно. И уште пред да завршиме уште една, чисто да видиме дали има некои промени на изборите во Мурика. Значи гледаме дека за сенаторските места се отприлика дури гледате победуваат и тоа значително. Човека две има голема разлика. Во парламентот и тепаат со многу, со 50 разлика. Браво. Гувернерски места 22 со 12, иако има доста време за да се заврши се тоа. Сега за сега републиканците тепаат страшно и да не заборавиме, после 10 ноември, на 12 ноември, ако не се лажем беше најавата, Трамп веќе кажа дека ќе има некаква најава, а сите знаеме што тоа ќе биде. Тоа значи дека истиот ќе се кандидира следните претседателски избори и превземање на републиканците на Америка, значи комплетна каубој фиаско, што во светот ќе донесе многу немир ако мене ме прашувате, но ќе биде интересно да се гледа. Нели? Како и да е, останува и понатаму да го анализираме самиот пазар. Нас не е битно да видиме како тоа ќе се одрази на самата економија, на самите финансии и на самиот криптопазар. Сега за сега, како што можеме да видиме, значи ова е тоа што постојано ви кажувам. Не може да се фокусираме само на техничка или само на фундаментална анализа, затоа што ние буквално не ја гледаме половина од сликата. Значи имате технички резултати кои што не ви јасно од каде доаѓаат, или пак имате дојави, односно објаснување на тоа што се случува на пазарот, а немате појма како исто дека се случи на техничка анализа, односно што ќе се случи на самата техничка анализа. Поради овие причини мораме да ги земеме двете страни во предвид и кога ги правиме видеата, за жал мораме да ги анализираме двете страни со цел да добиеме една целосна слика и да знаеме што очекуваме и понатаму. Значи, ви благодарам уште еднаш, јас се надевам дека ќе го следите нашиот канал и понатаму, со оглед на фактот дека досега мислам дека нашите анализи помогнаа да знаете што да очекувате. Нормално се надевам дека и научите доста од нив, а ние научиме многу од вас. Значи, јас ќе напоменам уште еднаш дека сите оние кои што работуваат со нашиот канал и кои што ни ги праќаат нивните информации, нивните да речем технички анализи, фундаментални анализи, навистина ни помагаат за и ние повеќе да научиме на пазарот и значи како заедница гледате дека многу повеќе можеме да постигнеме, посебно дури ако критички се однесуваме еден кон друг, нормално без навреда, зборуваме за соодветна нели критика која што е наменета со цел да научи некого нешто. Значи идејата е дека дури критички да сме настроени едни кон други, значи многу си помагаме во тоа да имаме нели сеопфатен поглед на сето она што се случува како од финансиска така и од криптосфера и на тој начин си помагаме еден на друг да можеме нели да ги согледаме страници од секој агол. И многу од овие, да речем, елементи во техничката анализа кои што јас не сум успеал да ги видам, некој друг ги видел и на пример ги споделил со мене за ја да ги споделам со вас. Значи јас многу научив од нашата заедница и се надевам дека и понатаму ќе продолжиме со ваков добар начин на соработка. Јас сум благодарен на сите до еден што ни помогнале на нашиот канал и понатаму нормално ќе ги споменувам сите оние кои што ни помогнале, се надевам дека тоа не ви смета. Оние кои што бараат да останат анонимни нормално ќе останат анонимни, но јас не сакам да превземам работи кои што искрено јас не сум ги нашол и е нели соодветно да се пофалат лицата кои што донеле некаков допринес за нашата работа, а со тоа и за вашата едукација. Ви благодарам уште еднаш, како и секогаш, значи најмала работа која што бараме од вас е една основна субскрипција на каналот, гледате дека работиме напорно на ваше известување и на тој начин, нели,
како и секогаш било каков тип на share, like, овдека сме да одговориме. Сега, во текот на оваа недела јас ќе видам како, значи дали ќе биде тоа во утрешниот или во поутрешниот ден. Јас мислам дека ќе биде паметно да биде тоа во четврток, да направиме обид за лайв стрим во кој што ќе одговараме на прашања, со оглед на фактот дека јас сум доста слободен тој ден. Сега проблемот е што треба да видиме во колку часот тоа би било. Јас можеби ќе оставам неколку варијанти. Моментално може да погледнете, тоа ќе го направам, да. Значи на нашиот канал во community табот ќе оставам прашалник во кој што ќе оставам неколку опции за тоа кога би можело да биде овој термин. Вие кажете како ви одговара и јас ќе се обидам нели тоа да го реализирам, со тоа што значи ќе посветиме да речем 1-2 часа колку е потребно за да одговориме на прашањата на луѓето кои што не следат како канал. Со тоа јас се извинувам, но ќе мора да биде тоа негде пред 4 часот, затоа што за жал како и секој татко јас морам да си го земам детето после 4 од градинка. Така да пред 4 ќе бидам нели достапен, ќе можеме тоа да го направиме соодветно, значи да можам да посветам внимание. Иако повторно извинете на моите технички способности, потребно е малку време додека да се нели снајдам со чатот и со моментално овој стриминг софтвер ми е малку нов, потребно ми е време да можам да се усогласам, за да можам да видам како тоа се прави соодветно. Понатаму ќе го напредиме, ќе видиме ако можеме да најдеме некои соодветни да речем солуции за подобар изглед на самиот канал. Веќе работиме со одредени луѓе, ќе нели нормално ќе ги кажам понатаму. Сега можеби не сака, уште не сме разговарале дали сака да бидат јавно кажани или не. Станува збор за едно студио кое што работи со големи звезди и помага во видео изработката на нивните видеозаписи, со тоа што самите ни понудија, значи да помогнат на нашиот канал со цел да го направиме подостапен на македонската јавност. Значи јас уште еднаш ќе кажам, благодарам на сите што пружаат било каков тип на помош. Значи сето она што може да допринесе за квалитетот на нашата емисија ќе го земеме во предвид нормално и ќе гледаме да го усогласиме со нашиот канал со цел да ви дадеме подобра, да речем, изvedба на материјалот или што и да може тоа да биде помош. Со тоа што значи нели разговараме со некои од овие представници на ова студио кои што сакаат да ни помогнат да го усовршиме малку нашиот канал, така да можеби ќе добиете некои интересни апдејти во следниот период. Како и да е, значи гледате и сами дека работиме напорно. Јас, моето куче, моето бебе, за самиот канал да биде што подобро. И да благодарам уште еднаш, како и секогаш, значи се надевам дека и понатаму ќе продолжите да следите нашите содржини. Овдека сме да го проследиме целиот овој булпер и понатаму, нормално ако има интерес овдека сме за вас. Така да уште еднаш имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGaming.